Почитувани граѓани, се наоѓаме на местото каде што согласно ветувањата на Петре Шилегов требаше да поминува булеварот Илинден. Токму на ова место, во населбата Даме Груев во Ѓорче Петров, Шилегов вети дека ќе изгради надвозник за да го поврзе булеварот Илинден со улица Шарпланинска и ќе ја продолжи трасата се до обиколницата со клучката во Волково. Овој проект ќе дадеше нова артерија на движењето во Ѓорче Петров. А иако имаше готов проект, тој не направи ништо. За жал, најголемиот неработник уште еднаш докажа дека е ноторен лажго и овој проект остана на страниците на програмата за живот, исто како зиплајнот, тунелот и многу други. Петре Шилегов во Ѓорче Петров не направи ништо од тоа што го ветуваше. Шилегов во неговата програма помпезно најавуваше решавање на сообраќајниот метеж што се создава на влезот на Скопје пред мостот кон Сарај со изградба на голем кружен тек. Шилегов во својата програма вети и изградба на нов железнички надвозник во населбата Даме Груев, каде се поврзуваат со правецот Ново село Никиштани. Спортот и рекреацијата беше омилена тема на Петре Шилегов во предизборието. Конкретно, за жителите на Ѓорче Петров, тој вети целосно поврзување на велосипедските патеки по кеот на Вардар и реката Лепанец со останатите во градот. Тој вети во неговата програма дека левиот кеј ќе добие нови содржини, велосипедски патеки, осветлување, спортски реквизити и друга урбана опрема. А десниот, реновиран и ослободен од препреките за велосипедистите, рекреативците и пешаците. Дополнително, тој ветуваше нова велосипедска патега што ќе води од реката Вардар нагоре по незината притока Лепенец и ќе овозможи брз велопристап на жителите на населбата Ѓорче Петров, Даме Груев, Ново село, Кисела Јабука и Волково. Од сето ова Шилегов не исполни ама баш ништо. Повторно од Шилегов скопјани и Ѓорче Петровци добија самоветување, но сето ова се сведе само на куп лаги. Затоа Петре Шилегов никогаш повеќе нема да ја добие довербата од граѓаните на Ѓорче Петров. Ви благодарам.